Почитувани граѓани, од Брисел, од седиштето на Европската Унија, пристигна уште една добра вест. Советот на Европската Унија донесе одлука Северна Македонија да го потпише договорот за гранично управување, попознат како Фронтекс. Договорот со Фронтекс ќе биде потпишан на официјален македонски јазик. И тоа прв документ со Европската Унија кој ќе се потпише на македонски јазик со чиста формулација. За прв пат македонскиот јазик во Европската Унија ќе биде без фусноти, без дополнителни додавки или забелешки. Сето ова е благодарение на заклучоците усвоени во собранието од страна на претениците од мнозинството предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Одлука во која не учествуваа претениците на ВМРО ДПМН и Левица. Како претеничка група горди сме што дадовме придонес во евроинтегративниот процес и што ги усвоивме заклучоците. Одлуката на Советот на Европската Унија е потврда дека тие заклучоци се почитуваат и се гарант за македонскиот јазик, гарант за македонскиот идентитет. Пратениците на ВМРО ДПМН по налог на Христијан Мицковски тогаш побегнаа. Со денови во собранието лажеа и клеветеа, се закануваа и на крајот не гласаа по однос на заклучоците. Со тоа, ВМРО ДПМН уште еднаш се стави против државните интереси, против македонскиот јазик во Европската Унија. Денес се потврдува дека потонаа сите лаги на Христијан Мицковски, на ВМРО ДПМН и Левица. Лагите дека македонскиот јазик ќе се бришел, дека немало да се именува како македонски, дека идентитетот ќе бил загрозен. Граѓани почитувани, нема никакви асимилации, нема бугаризации, со која ВМРО ДПМН и Левица ја плашија јавноста цел овој период. Но затоа има признат заштитен македонски јазик, има напредок во евроинтеграциите преку започнување на процесот на преговори за членство во Европската Унија. Како парламентарно мнозинство остануваме посветени на реформскиот процес, важен за евроинтеграциите и напредокот на државата. Наша цел е заокружување на преговарачкиот процес и полноправно членство во Европската Унија до 2030 година. По членството во НАТО ќе ја реализираме и втората стратешка цел – членство во Европската Унија како македонци кои зборуваат на свој македонски јазик. Благодарам, дали имаме прашања? Доколку нема, благодарам.